Дозволете ми од мое лично име и од името на ВМРО ДПМН, на Синодот, на Пресветото свештенство, монаштво, на сите православни верници, да им го честитам овој голем христијански празник, да им посакам здравје, среќа, берекет, успеси, насмевки за нив и нивните семејства. Оваа година повеќе да се радуваме од минатата година, да имаме повеќе успеси како граѓани на Република Македонија, а не порази и понижувања. Исто така би сакал да му го честитам успешното фаќање на крстот на најсрекниот помеѓу православните верници кои што денеска во водите на Охридското езеро се разбира се дадоа во потрага по крстот, да му посакам нему здравје, среќа, успех на неговото семејство се разбира и како што кажав, оваа година сите оние порази, понижувања, омаловажувања што ни се случуваа во минатото да исчезнат, да бидеме пообединети, посплотени, да како луѓе се почитуваме и се погласно да ги кажуваме нашите мислења, затоа што само со една јасна критика и ние политичарите, но и целата држава може да се стреми кон поголеми успеси и подобра иднина за сите граѓани во Република Македонија. Бог се јави, навистина се јави, нека ни е среќен и векови денот. Само едно прашање. Вчера не успеавте вие да ја поднесете представката до Уставен суд законот за јазик, тоа го стори Кекеновски, но дали поддршката останува за иницијативата и сведете дека има времена мерка од Уставниот суд за... Јас го кажав тоа и во една изјава, но еве ја користам оваа прилика и да го повторам. Во целокупната процедура има многу недостатоци. Има многу дивјаштво, многу насилство и сето она кое што се случуваше навистина не прилега на една демократска земја која што се стреми и пледира утре да биде дел од европското семејство. Она што ние како политичка партија го кажавме, ние тоа и го реализиравме во текот на вчерашниот ден, понесовме кривични пријави против луѓето кои што се соучесници во ова злодело и насилство врз уставот и законите и парламентарните процедури. За жал, се случи да пред време господинот Кекеновски, професорот Кекеновски поднесе практично представка во Уставниот суд за оценка на уставноста на законот за јазиците, доколку се суди согласно правото во оваа држава, овој закон треба да биде отворен. Повторно ја користам оваа прилика да кажам дека ВМРО ДПМН не е против примената на јазиците на етничките заедници во Република Македонија, но тоа мора да биде направено согласно уставот, законите и во една процедура во која што ќе бидат и уставот и законите испочитувани. Играње на ниски страсти пред претседателски избори, играње на начин на кој што ќе се тргува со гласовите на втората најголема етничка заедница во Република Македонија, а тоа го прави првата помеѓу албанските гласачи политичка партија СДСМ и втората во случајот ДУИ, е навистина неприфатливо и ние како политичка партија апелираме дека ова не може да се толерира и во име на тоа ги повикуваме и уставните суди, обвинителството и судството да постапат според законите и уставот во оваа држава, а они знаат ако постапат според законите и уставот како треба да донесат одлука. Да бидат да се воздржат од било какви политички притисоци политичките елити во државата и да им оставиме на луѓето да си донесат одлука онаква каква што треба да донесат согласно правото, уставот и законите. Благодарам.